И време за моите убави драги гостинки. Тоа ни се двете представнички од организацијата Јас сум жена. Добро утро за Нета, добро утро за Маја. Добро утро. Ви благодарам што дојдовте со цел да најавиме третата веќе по ред глобална лидерска женска конференција. Да го погодам тоа. Но би започнала прво со самиот организатор. Односно тоа е невладината организација Јас сум жена, која што постои една година. Официјално регистрирани сме една година, иначе нели неофицијално 3 години. Тоа е интересно кај вас што прво почнавте со настани, а после тоа почна организацијата. Ајде прво да видиме со самото основање. Која беше причината, потребата, реална предпоставувам во Македонија за една ваква организација? Гледајки нели женива како е ситуацијава сега секаде во светов, дека нели се пробиваме. Во секоја жена има огромен потенцијал, многу енергија и неостварени соништа многу. Тоа ние нели го увидовме. Предпоставувам и многу препреки на патот за остварување на соништата. Затоа сме ние тука, да им помогнеме да се остварат, да се пронајдат самите себе си и да ги нели усмериме по патот по кој што сакаат. Тука доаѓаме до тоа вмрежување меѓу успешните жени и оние кои сакаат нешто да научат, за да можеме да ги оспособиме да се самостојни, креативни и да знаат нели да застанат на своји нозе, за да можат да придонесат кон самото општество и нели за семејството. Со организацијата нели и менторската програма што имаме, не само со конференцијата и форумот на жените, им помагаме да не работите само 2 пати годишно, туку сте постојано активни. И двете, значи Јаните Маја сте не основачи, основачки. Така да бидеме коректни, нели? Инаку сте 8 жени стоите зад организацијата, така? Да. Сега, кој ќе се слушне и насловот, името на организацијата и 8 жени, веднаш ве поврзуваат, сакале, некеле, со некое феминистичко движење, да не кажам секта, некоја женска, но вие велите дека тоа не е така. Не е така. Од аспект што тука сакаме да ги потикнеме, да ги охрабриме сите млади девојки, жени, да ги земат работите во своји раце и нели да се насочат кон остварување на своите соништа и на некој начин нели движењето на Јас сум жена ги охрабрува сите жени дека можат да успеат во било која професија. И затоа нели на нашата конференција имаме насловена панел дискусија македонки во нетипични професии, каде што девојките докажува дека не мора жената нели да работи само, нели дека жените не мора да работат само во една професија, доку може да бидат успешни во многу професии, а тоа го докажуваат и панелистките, нели кои што ќе бидат на таа панел дискусија, каде што ќе го споделат, нели ќе споделат својата приказна, својот труд, својата енергија која што ја внесле. Бидејќи нели за една жена да успее потребно е да верува во себе и да посвети многу време, многу работа и секако непроспиени ноќе за да си оствари својата визија. И затоа имаме едно мото кое што не охрабрува, не подикнува сите, а тоа е биде инспирација за следната генерација жени. И кога зборуваме за професиите, дали се тие типични, дали се нетипични, секогаш ставате акцент на тоа дека сте борци за тоа дека не постојат машки и женски професии, па предпоставувам ни работи така во една. Би се задржала малку на Маја, со оглед на тоа што ни е прв пат гостинка, кога зборуваме за нетипични. Дали може да се каже дека твојата професија спаѓа во нетипична? Во секој случај необична, модерна, еве така ќе кажам, и не многу позната. Не би рекла, бидејќи моментално мојата професија е веќе во сатурација
сатурација на пазарот, бидејќи нели Тоа е перспективата, иднината. Да, тоа е перспектива, тоа е Еве да иднината. кажеме, јас ќе го кажам со оној збор со кој што го разбирам, ти си веб дизајнер, инаку ќе мораш Маја да ми подобјасниш ова, ништо не се разбрав. UX, UI дизајнер. Да, user interface, user experience дизајнер, односно Преведи. дизајнер кој што се занимава со изработка на веб и мобилни апликации, каде што тоа се подразбира нели дизајн на корисничко искуство и кориснички интерфейс. Например, ќе ја земам за пример апликацијата Instagram, односно тоа е веќе дизајниран дизајн, каде што се користи корисничкото искуство, нели какво искуство имаме кога ја користиме таа апликација и кориснички интерфейс како изгледа таа апликација, дали таа апликација нас не се допаѓа или пак не. Додека пак нели корисничкото искуство е насекаде околу нас, пример микрофонов што го носам, дали функционира или не функционира и така натаму. Тоа е моментално професија која што е веќе популарна последниве, па би рекла 5-6 години најмногу. Бидејќи до 2010 не се знаеше точно, мислам не беше точно дефиниран терминот за UX, UA, нели, дизајнер. Може некој по-лесно име да смислите, мајде добро. Ајде, поголем дел луѓето го подразбират како графички дизајн, но сепак графички дизајн е основата на сите други дизајнерски професии. Нели како што е веб дизајн, UX, UI дизајн, но сепак ова е субспециализација, така некако му доаѓа. Да. И како што реков, тоа не би рекла дека е нетипична професија, бидејќи има доста колеги со кои што се познавам, но нетипична професија би рекла дека ајде би ја зела едната панелистка која што ќе биде нели во делот со нетипичните професии е магистер по риболовство, така што не ме помислеле на тоа дека нели мажите бегаат од жените за да одат на риболов, сега да видат експерт кој им е всушност таму. Оно што ми се допадна Маја за тебе што значи не само што се занимаваш со овој веб дизајн, туку си воедно не само што советуваш, туку си и едукатор. Да, точно. Се некои од овие теми на кои што едуцираш ми се видат така малку и психолошки, меѓу другото велиш бидете подготвени на критики. Точно. Често ги има во твојата професија, па претпоставувам и воопшто во сечија професија ги има. Да, често ги има, посебно нели кога се соработува со клиент и клиентот има одредени очекувања, ти имаш одредени очекувања и мора да ги нели да дојдете на средина со неговите очекувања, така што може да има критика за самиот дизајн, дали тоа ќе му се допаѓа или не, дали е решен проблемот, бидејќи со нашата професија ние решаваме проблеми на корисниците, нели бидејќи сакаме да најдеме добри решенија каде што корисникот ќе биде задоволен. Критика може да има нели од публиката што не следи, нели бидејќи сепак имаш портфолио, тоа портфолио го споделуваш со сите, бидејќи утре можеби сакаш да дојдеш до клиент, можеби сакаш да дојдеш до посакуваната работа и секако дека ќе дојдеш на критиките. И многу е секоја критика добродојна, па дури и добрата. Така. Точно, но повеќе реално ги прифаќаме негативните критики, бидејќи на некој начин негативните критики на некој начин не бодрат и не мотивираат да се докажуваме на самите себе дека можеме многу повеќе и дека таа критика не треба да допира до нас. Да, во минатото сум дозволувала, нели, додека се отчеличам, критиката да допре до мене, нели, како емоционално, но сега гледам таа критика како да ја оформирам, да го извадам најдоброто од неа. Тоа сега да кажам, колку еве ова да речеме што важи за незината струка, колку исто ова може да се имплементира и во однос на работата, да речеме, на организацијата и во организирањето на вакви големи настани. Гледајќи во нашево, зборам Македонија општество, многу се самокритични жените. Секоја се у втор план. И затоа сме ние дали тука. Дали ќе можам, дали треба, па што ќе речат. Тоа па децата, семејството, околината. Тука сме ние да им бидеме поддршка. И емоцијална, и нели да ги усмеруваме, да ги запознаеме, да ги вмрежиме со жените кои го поминале тоа и да научат од искуството, да видат дека не се сами и дека всушност секоја жена може да успе.
Значи само целта, желбата да имат, не се доволни веќе со ништата. Значи да почнеме потенцијалот, енергијата и со ништата. Но за да продолжиме, тука сме ние да ги усмериме и нивната волја е више. Знаете, желбата за да работат. Она што е типично за вас, карактеристично е тоа што вие всушност создавате мрежа. Така. Значи, мрежувате жени со најразлични професии, најразлична едукација, така, и од најразлични делови од светот, но сепак македонки. Освен поддршката, колку е тука важна е таа, она што многу се цени во западниот свет, информацијата, размена на информација, познавањето на други луѓе, а и размена на искуството. Тоа фактички ние што им овозможуваме на жените. Кога ќе имаат правата информација, знаат дали се спремни да го направат некојаш и првиот чекор. Покрај тоа и познанствата или препораките многу се важни. Добро е кога ќе чуеш да те препорачаат, нели, бидејќи сте се веќе мрежеле, запознале со тие успешни жени, која може да те препорачаат на никого или да те кажат што треба повеќе кон што повеќе да се осврнеш, да погледнеш, да внимаваш. Бидејќи информациите се они, нели, иако вика дека пари да го движат светот, информациите се многу помоќни за да успееш. Ајде се вратиме на почетокот, пред да ги вмрежите другите жени, како вие се вмреживте двете меѓу себе, заедно со останатите 6 основачки. Така, ние во секој во свое поле се пронајдовме и нели целината која ќе не споите заедно функционираме многу добро. Енергијата и тоа како се уклопивме како пазл, нели, сите, сека успешна, така сложувалка во своето. Јас сум правник од Сдруженијето и за финансиите се грижам. Како што кажа Маја, веб дизајнер. Дизајн, маркетинг, така, социјални сите тие работи, така. Ана Дуковска ние силата која не покрена и не сближи сите. Значи, не откри сите нас, всушност. После тоа ни се Искра Коровишевска и Елена Марковска, ваши колешки. Верувам гледачите дека добро ги знаат. Така. Исто и тие се во врска околу маркетингот. Тука е Нина Јанева. Ја знаат сите исто. Така, да. И Ребека. Сите ги знаат. Да. И Славица Денковска. Така. Одлично. Хајде сега да преминеме на Пред да преминеме на оваа конференција оваа година, зад вас се веќе 2 вакви. Колку сте задоволни лично вие од успехот на тие двете конференции? Бидејќи веќе имаме трета, значи спремаме, значи многу сме задоволни. Самото тоа доволно говори, не би било трета ако не беше добро, нема се да покренеме или да се регистрираме и официјално да постоиме, да не беше таа заинтересираност на жените општо. Преку текот на цела година нон-стоп не прашуваат, пишуваат кога ќе биде, што ќе има ново, што ќе се зборува овој пат. Тоа ни е двигател, нели, и инспирација да продолжиме понатаму. Секоја претходна конференција со тоа мрежување и запознавање, секогаш добиваме препорака од некоја, нели, зошто наредната година не спомнете за ова или не направите некоја тема во врска со таа професија. Така да самото тоа ни е доказ дека сме потребни и барани. И неопходни, да. Освен овие позитивните реакции, што се, да речеме, како можеме да го дефинираме бенефитот што го имаат од овие конференции конкретно? Во однос на напредок, да речеме, на нивните бизниси или професии? Да, значи, како што кажа нели Јанета, ќе се надоврзам на неа, на страна од информациите што ги добиваат. Тука се контактите што ги остваруваат, нели тоа вмрежување, така што, например, не знам, јас ако работам со биологија и дошла некоја панелистка која што работи во тоа поле со биологија, јас можам да се вмрежам со неа, да добием потребни информации од неа, нели таа може да ме препорача на некое место или пак може да ми отвори нови врати, бидејќи сепак вмрежувањето со други народски зборови јас го сваќам како добриот збор железни врати отвора. На страна од тоа се
образоваат за нови работи, нови информации, нешто ги И им добиваат. се отвараат нови хоризонти. Нови хоризонти. Лично да речеме во твојата бранша, рековме модерна, така колку ти има ова помогнато? Па еве, например, уште на првата конференција што се случуваше тука во Скопје во ГТЦ, тогаш дали бев присутна во МКЦ, да, извинете, во МКЦ. Таму бев присутна, нели, како гостинка и се запознав со нови пријателки кои што, нели, посебно од моето поле, со кои што си разменивме некои битни информации, знаеш, кога ќе седнеш со човек сличен на тебе, со самиот разговор ти се мотивираш, се инспирираш и се поттикнуваш да направиш нови работи во твојот живот. Да започнеш, нели, ајде тоа така да го кажам, да стапнеш нова нога, да пуштиш нова нога за да направиш нешто позитивно, не само за твојот живот, туку и за околината околу тебе, бидејќи на тој начин јас ги гледам работите кога ги правиме, нели, за себе. Значи, кога правиме нешто добро за себе, правиме добро и за околината и за општеството во кое што живееме. И нели, настрана тоа што се спријателив со тие пријателки со кои што се уште си имам контакт со нив, така се запознав и со Ана Дуковска, покрај неа, нели, со Нета. Покрај тоа дознав за некои нови нетипични професии, за нови жени за кои што не сум била не сум била свесна дека постојат, дека има толку многу инспиративна приказна во себе која што може да ја сподела со. И дека на тоа поле можеш да најдеш таква жена, нели? Да работи. Да. Пред да ја кажеме агендата, што да очекувате од оваа конференција, сакам само што нешто да прашам, мака се добива впечаток дека сте навистина одбрано друштво. Но дали се затворено друштво, односно доколку некоја сака да се приклучи на самата организација, да стане дел од неа, како да ви пристапи, дали треба некои критериуми да исполнува? За сето тоа, секоја која сака, нели, да се приклучи кон нашето здружение, повеќе ќе има за време на конференцијата. Таму ќе може да се информираат за се, за сето тоа. Така го правиме овој нов чекор, така да секоја која сака да дојде, слободно нека се регистрира на нашата веб страна, го има, нели, линкот за регистрација. Јас сум жена. Така, да, јас сум жена.мк. И понатаму сите чекори ќе им бидат, нели, објаснети и за да може, нели, и да дојдат, да слушнат, да научат за, нели, понатамошно приклучување кон здруженијата. Ајде тогаш, кога ќе започне, кога ќе се одржи оваа трета конференција? И каде? Конференцијата ќе се одржи на 31 август и 1 септември. Тоа ќе се случува во Хотел Континентал, односно тука во Скопје. Нели, на 31 август конференцијата ќе започнува отприлика во 9 во 11 почеток од 9 до 11 регистрацијата, нели, доаѓањето на жените да се пријават, да се запишат и така. Така што на 31 август ќе има 4 панел дискусии. Јас би се задржала малку на отворањето. Интересно ми е самото отворање. Ќе има изложба од самите занаетчики, така? Точно. Изложба на занаетчици. И изложба на портрети од панелистките. Точно, изложба на Тоа веќе традиционално му доаѓа, така, да. Успешната, многу млада Ева Китрозовска од Охрид, и претходната година истото го направи. Воодушевени беа претходните панелистки, така да се надевам дека оваа година и овие сега панелистки што ќе се 14 беа, така да ќе бидат воодушевени исто од портретите кои, нели, ќе бидат изложени за сите може да ги погледнат. Не знам дали да ги набројуваме панелистите или сепак тоа нека биде изненадување. Она што ми е поважно е како ги одбирате. Затоа што не дека има мал број на успешни жени, како се одлучувате кои панелистки да бидат дел од ова и како тие реагираат? Дали сите со задоволство прифаќаат? Препораките, како што спомнавме, ни се најважни. Значи, предходните години, како доаѓало секоја панелистка, нели, наредната година веќе ни е гостинг. Така, в концепт, да. Така, секоја панелистка, значи, обично ни дава и препорака. Зашто, например, не слушнеме наредната година за тоа. Исто така, многу жени што ни пишуваат по социјалните мрежи, ни кажуваат што сакаат да чујат. Ние правиме целогодишно истражување
на пазарот, да кажам, во Македонија, да видиме кои жени каде се покажале и докажале. Кај нас, па и во светот, македонките што се, малце сме, ама вредни сме. Така да и изборот не е тежок Како многу. беше, колку сме, толку сме, таман сме. Така да не ги има само кај нас, и во светов има многу успешни македонки. Така, со тоа што... Темите кои ќе бидат оваа година? Првиот панел е македонки во здравство. Значи, успешни македонки во здравството. Ќе имаме 3 панелистки. Познат кардиолог. Здравствени работнички, претпоставувам. Така, кардиолог, гинеколог и педијатар. Потоа ќе вториот панел, каде сум јас модераторка, ни се успешни македонки во спортот. Добро. Таму имаме технички њуркач, кикбоксер, така да, и Кикбоксерка, така. Кикбоксерка, њуркачка, така. Да. Само тренерка е малце проблем. Зборот. И третиот панел ни се нетипичните, нели, македонки во нетипични професии. И тука ќе биде магистарот по магистерката по риболовство. Имаме тоа ќе е многу интересно. Картолог. Јас морам да проверам професијата, пошто... Јас проверував за на маја професијата, па не запамтив да... Карстолог. Значи, тие се професионалци кои се занимаваат со карпите во... Така да, стварно е, нели, тешка за помнење. И е добро, и доста ризична професија. И четвртата уште е, Анета? Не, третата ни е контролор на летови. И четвртата панел ни е македонки во светот. Каде се исто 3 многу успешни македонки кои се докажани. Живеат, работат, а сега ќе дојдат специјално заради овој настан. За конференцијата, што ни е огромна чест. Повеќето се кои ќе чујат, нели, дека се поканети, многу израдувани и почестени. Бидејќи на ваков или таков начин чуле за нас. Сега во многу случаи треба да прашат, нели, во компанијата кај што работат дали може или не може, нели, да дојдат да присуствуваат, ама на крај секој завршува, нели, онака со позитивна енергија и радост дека ќе бидат тука. Има уште еден битен практичен момент кој што би го споделила со огледачите, тоа е новинка оваа година, со оглед на тоа што оваа манифестација ќе се случува преку викенд. Да. За сите оние млади мајки кои што имаат мали деца, ќе бидат згрижени. Така е, така. На кој тоа начин? Го задржавме да ни биде како изненадување, нели, бидејќи претходните години... Јас не требаше да го изедам? Не е проблем. Ама не знам, мора да се организираат, нели? Така. Претходните години немавме, сега прв пат оваа година организираме детско катче. Во пресред ни излегува градинката Little Me, која целодневно, значи до 18 часот ќе ги згрижи децата од 3 до 6 години, за да може, нели, мајките кои сака да дојдат да дојдат да бидат слободни и, нели, да може да присуствуваат. Да, но мораме да кажеме, апропо слободни, дека првата вечер ќе траела до 12 часот, така ќе биде весело, така, нели? Така, има пауза, после ќе може да ги дадат на сокрвите да се подготват од 18 часот да си ги пречекаат. За жал, времево ние толку мислевме дека ќе остане простор дури и за музика, не останува. Уште 2 работи сакам, мислам дека би се важни да ги споменеме, а тоа е ќе има работилница за инфлуенсери. Малку тука како е замислена таа? Да, тоа ќе се случува на 1 септември, односно работилница од едукативни инфлуенсери. Тоа се 2 инфлуенсерки кои што своето знаење го споделуваат на социјалните мрежи, каде што ги едуцираат другите за како да се грижат за растенија. Тоа се Силвија и Лепа, каде што Силвија споделува како да се грижите за одгледување на, нели, растенија, но дека пак Лепа како да се грижите за орхидеи. И тоа се... Леле, ќе мора да ми ги позајмите некој ден во утринска, да. Многу добри совети, да. Тоа се прекрасни 2 млади девојки кои што стварно имаат преогромно знаење поврзано со таа тема и посебно морам ја да напоменам дека сум инспирирана од нив две за да започнам и јас растенија. И ти успеваат орхидеите, јас започнав 3 убив до сега.
И се откажувам, греотка се. Не, Додека не се посоветувам со нив, да, додека не ме додека обучат. пак- Искрено си кажам. додека Но пак- саксиите ми стојат. Ќе виде. Ќе слушнеме совети од Лепа Така и е, од така е, така е. Додека пак истиот ден ќе ја имаме главната говорничка, Така, тоа е успешна приказна. Успешна приказна. Тоа е Дафинка Муцунски Дина, која што е прогласена за меѓу најуспешните жени лидерки во Македонија. Така и најинспиративни може да се каже. Сите се подисправивме така, кога така, го спомнавме така, незиното така, име, така Така да. што топло ги поканувам сите гледачки и гледачи кои што не следат на оваа утринска, топло ги поканувам дојдат да слушнат, да се инспирираат од толку многу моќни инспиративни за да можат нели да дојдат да чујат приказната, нели како успешна македонка како Имаат време за регистрација до Така, планирано ни е до 20 август Добро. да трае регистрацијата. Може би направили исклучок, али сега 20 август Нека бидејќи побрзаат тогаш, ни сите услови се исполнети, ете и децата ќе се згрижени. така. Ќе има и забава, и едукација. Многу ви благодарам, Анета и Маја, што дојдовте, но можеме да си го повториме, а за орхидеите ќе те држам за збор дека ќе ми ги позајмите панелистките, односно Така, инфлуенцерките. Така, да.